Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, после цели 19 години Република Северна Македонија ќе спроведе попис по сите меѓународни стандарди и пракси. Преку оваа обемна статистичка операција, државата, институциите конечно ќе добијат прецизни, релевантни податоци, важни за идно креирање политики и стратегии. Пописот ни е потребен за да добиеме целосна слика за нашето општество, да добиеме увид со демографската, образовната, социјалната, националната и верската структура на населението. Важен е пописот и за да добиеме информации за нашите општини и региони, но јасна представа за структурата на постоечките индустријски капацитети, како и податоци за потенцијалите за иден развој на општините. За да ги добиеме сите релевантни податоци, потребен е комбиниран модел на попис, односно преку вкрстување на податоците што ќе се добиваат од електронските прашалници на терен со податоците од базите кои што веќе постојат во државата. Да се добие целосен преглед за податоците кои се неопходни, но не се опфатени со електронските бази. Затоа, само електронски попис не е доволен за да се добијат комплетни податоци какви што се потребни според Евростат и меѓународните стандарди. За подсетување на јавноста, ВМРО-ДПМН, партијата која денеска бара да спроведеме само електронски попис, во 2019 година силно се противеше кога се носеше, воведуваше Централниот регистар на население. Тогаш аргументите им беа дека тоа ќе било замена за попис, дека преку него ќе се спроведувал електронски попис, а денес токму оваа партија бара само електронски попис. За креирање на сериозно и долгорочни политики потребни се сите релевантни и прецизни податоци што ќе се добијат од пописот и затоа тој ќе биде спроведен согласно сите стандарди. Државниот завод за статистика, институциите се подготвуваат и имаат капацитет успешно и професионално да ја спроведат оваа важна и најобемна статистичка операција. Но истовремено потребна е одговорност од секој поединец, од секоја група, од секоја политичка партија, преку активно учество во пописот, секој од нас да даде сериозен придонес за негова успешна реализација. Ви благодарам.